Да, се враќаме во живо, како што најавивме, тука е господинот Борислав Крмов, пратеник на Левица. Добро дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата. Господин Крмов, оно што е најново да речеме во политичкиот живот е техничката влада, таа веќе изгласана, почна да функционира. Како што беше и најавено, господин Талат Џафери сега е и технички премиер или премиер, како сакате. Еве како за еден вовед во разговорот, како ви наликува целата ситуација, бидејќи со Талат Џафери имавте прилично бурни случувања, ајде да речеме во собранието, сега тој е претседател на влада. Како ви наликува се тоа? Па вака, прво, нели, тоа е тој договор помеѓу Заев, кога беше лидер на СДСМ, со ДУИ. И прво и основно, тој договор, у суштина, тие не мора да го испочитуваат. И сега ќе кажам зошто. Затоа што на неколку пати ДУИ, ако сте забележале, има еден вид на додворување до ВМРО ДПМН. Например, СДСМ прво бараше одделни избори, затоа што на СДСМ и одговараат одделни избори, ВМРО ДПМН е побара споени. Какви избори имаме сега? Значи сега имаме споени. Потоа ВМРО ДПМН рече дека нема да гласа за собствените министри, СДСМ рече дека како нели заедно со ДУИ со другите партии нема да ги поддржат нивните кандидати. Излегува Талат Џафери, вика ги поддржувам вашите кандидати. У такви некои моменти кога гледате дека вашиот коалиционен партнер игра со другата страна, СДСМ требаше да стави работи на маса и да рече стоп, нема да ви гласаме албанец премиер, без нас не може да помине. Но ние имаме една историски најслаба, најуплашена, најмека политичка структура оваа што е од СДСМ и гледате дека се прифаќа. Од тој аспект ова не беше нужно да се случи. Од друга работа, не знам, ако можеме да разговараме за моментот, за така наречениот нели националистички момент, ги видовме ДУИ како нели веќе им стана стандард, значи или играат фудбал, или играат кошарка, или се гостат во државни простори, посебно министерството, значи на Артан Груби, па пијат виски, пушат цигари, нели се покажуваат на вратоврските албанец премиер или нешто. Ја тоа веќе го кажав и у собранието, како прво не е тоа никакво пробивање, тоа е како политички жаргон на Западот, као break the ceiling, као пробивање на плафон, као нешто ново, посебно етничка или родова смисла. Не е, затоа што и претходно сме имале на многу високи функции албанци, ја го спомнав Неџата Голин, од претходно, големиот револуционер и партизан. Од друга страна, гледате дека на нивното гласачко тело не нудат ништо. Значи, што може тие на албанецот да му понудат? Може да му понудат чист воздух, може да му понудат чисти улици, средени градови, образование, здравство, плати, иднина, и сега се нуди само фолклор. Тој чист фолклор, уште фалеше народна носија да се облече таму со Ахмети и Шота да игра. Значи, тоа е, у суштина, се продолжува по-старо, а единствено нешто што има наменито, така да се изразам, за гласачите од албанска националност во Република Македонија е фолклорот и силеџиството, мора да кажам, над политичарите и над политичарите македонци и општо над македонците. Значи, тоа може да го забележите со неговото секојдневно кршење на законите, на уставот. Гледате сега пак отвара на албански, извештајот од собранието беше на албански, понатаму се избори у Брисел на албански, двојазичност си воведе у собранието незаконски и неуставно и така натаму и така натаму. И тогаш на тие две карти, иако наводно ние сме обвинети, нели, Левица дека шири национализам, едната карта е фолклор и другата карта е гледате колку сме јаки, гледате што им правиме на македонците, ние можеме што сакаме да правиме, можеме да имаме, што беше нешто срамно за претседател на собрание, да имате во неговото родно село, од Форино, значи од каде што тој секој ден тргнува на работа, да имате јарбол од 30 метра со албанско знаме, кој што најгрубо го крши законот за употреба на знамињата. Значи тој човек што прв треба да фактички да дава впечаток дека треба законот да се почитува, прв покажува дека всушност за таа структура законот не важи. И тоа е еден вид нешто што се нуди на нивното гласачко тело. Ке зборуваме за политичкиот фолклор. Токму за ова сакам да ве прашам. Од друга страна, ДУИ вели дека тие што се против албанец премиер се всушност тоа го прават само од националистички причини, дека им смета што е
етнички албанец, дека не го напаѓаат Талат Џафери поради неговите способности, поради неговата политичка провиненција и така натаму, туку исклучиво поради тоа што е албанец и дека тоа е единственото нешто што им пречи. Па, тоа апсолутно не е точно, затоа што тука имате два моменти околу таа работа. Значи, како прво, како се викаш Имер Селмани, не ми текнува Имер Селмани има, да, значи, за председател, да. Ако политичар од албанска националност се обрати на македонците како што треба, у наводници, им се обрати со почит, ја почитува македонската држава, ги почитува незините символи, знамето, грбот, го почитува македонскиот јазик, кој што без разлика што нели македонци се над 60%, еден вид е мајчин јазик буквално и на останатите малцинства, че ние и е лингва франка во државата, значи ние комуницираме на тој јазик, се разбираме на тој јазик, значи кој ќе покаже почит, кој ќе покаже дека ги почитува законите, тогаш у таков случај македонците немат проблем. Така, значи може човекот доби многу гласови, но во ваква една ситуација кога се промовира беззаконие, кога се промовира насилие, и политичко, и секакво друго, и преку институциите, и надвор од нив, тогаш нормално дека, посебно кај македонците како народ, ќе имаме одбивност не од тоа што е албанец, него од неговото поведение и тоа што е од ДУИ, затоа што ДУИ фактички политичката матрица им е таква. Што значи тоа апсолутно не држи. И вториот фактор е кој ги прогласил ДУИ дека се застапници на албанците. Нека име над 90% од гласачкото тело луѓе со албанска националност, ама над 90% е, да речеме, и на ВМРО ДПМН, еве и на левици. Сега ние у таква една ситуација што треба ние да се прогласиме за единствени представници на интересите на македонецот, исто и ВМРО ДПМН. Ако ја тука го критикувам ВМРО ДПМН заради едно, друго, трето, треба да карикирам од другата страна да имаме колега од таа партија се да ми рече, вие ги вреѓате македонците. Ме сваќате? Да. Кој ги прогласил нив каде уставот пишува дека само тие ги застапуваат интересите? Тоа апсолутно не е точно. Се разбира, ДУИ ја тера својата политичка агенда, тие ја градат врз тие моменти дека тие успеваат да остварат, како што вие велите, за они тврдат дека прв пат дека кршат граници некои, тоа е нивен политички маркетинг, да. Во однос на политичкиот фолклор сакам да ве прашам друго, и вас се винуваат како левица дека често користите политички фолклор. Например, еве да дадам пример, имаше оние некои фотографии каде што употребувате сонца од Вергина, да речеме, што велат дека е некомпактибилно со вашата идеологија, или користите исто така националистички мотиви за некои толкуваат дека се всушност од десна провиненција, не одговараат на лева партија, па каде што користите националистички мотиви кои се однесуваат на на национализам кај етничките македонци, кој што велат дека не прилега на лева партија, дека тоа е особина на десни партии, а не на леви. Претпоставам дека ги слушате истите обвинувања, мислам, или истите анализи во однос на левица. Не се согласувам ни со првото, ни со второто. Прво околу знамето, тоа... Не, тоа не се мои ставови, него кажам дека се обвинувања кои постат кон вас. Не се согласувам и чичиви ставови да се... Значи, вака, прво околу знамето, тоа знаме било државно знаме, тоа е едно. И второ, сега, пазите што е еден врвен недемократски чин, тоа знаме да биде забрането или шиканирано, тоа знаме се претвора од наводно националистичко знаме, иако пак повторам дека беше државно, се претвора во знамето на отпорот во суштина. Јас мислам дека популарноста на тоа знаме баш е воздигната со нивното идиотско забранување или казнување на луѓе кои што го вееле, ставале на куќи и слично, како што фактички има. А друго, јас не гледам националистички моменти кај нас. Јас гледам национални моменти кај нас. Национални. Ама испаѓа дека во државава да си ја сакате нацијата, да сакате да градите македонска нација, значи една куќа за сите, а да не биде тука пособички фактички да се делиме, истакнувајќи ја нашата, да речеме, воена традиција од Илинден, од како се вика, од НОП, значи со партизаните, кога секогаш македонскиот народ фактички бил на вистинската страна, прво се борил против опресија од една империја, од Отоманската империја, во вториот случај се борил против машината на уништување на нацистите, значи ние
нели преточена тука преку окупацијата од Бугарија. И тоа кај нас се сега представено дека се националистички моменти, тоа апсолутно фактички не е така. Добро знаете дека и во политичката наука и во идеологијата дека тие тоа се тенки граници, што е национализам, што е патриотизам, може да се толкува различно. Сега вашето толкување е дека не е, но некој вела дека е. Или ама видите, интересно како мислам дека овие муабети идат од тој како полиберален дел од општество, посебно на невладините организации. Сега имате левица што збори за партизаните во НОП, па ги имате дои што пукат со калашникови и сега ние испаѓаме националистите, а не тие. Од друга страна, кажете ми вие на мене, колку има членови дуи што не се албанци? Колку има функционери дуи што не се албанци? Ние имаме функционери многу што не се македонци. На највисоко раководство имаме турци, например, многу. И сега кажете ми кај се нивните? Така. Има ли кај нив еден функционер што не е албанец или што не се декларира албанец ако е, например, македонец, муслиман или турчин или бошњак или нешто така? Имаме такво нешто? Имаат. Кои се тие? Каде се? Значи, тоа е една етничка структура, она ултраетничка, и морам да го потребам и тој израз, чиста етничка структура, што инсистира на етникумот како прво нешто. Гледате, всушност, со тој момент и тоа што го спомнавте, албанец ова, албанец она, они се први основно албанци по професија. Понатаму се и министри, и премиери, и градоначалници, и сете нешто. Ме саѓате? Да, за жал. Што значи, како може тој момент на затварање у својата етничка фактички лушпа, инсистирање на етничкото пред се, тоа не е национализам, тоа не е шовинизам, а истакнување тука на борбата против фашизмот у Втората светска војна, само затоа што нели најголем дел од партизаните били македонци, е национализам. Да, за жал Македонија постои таква пракса, ајде да речеме, на постоење на етнички партии кои тоа го прават, мислам, отворено, легитимно, но би било подобро да сме малку повеќе граѓански, но такви сме, тоа е. Во однос на левица, каква е вашата анализа? Очигледно е дека сигурно е дека ќе освоите повеќе од сегашните два пратеници кои ги имате, тоа го покажуваат сите релевантни анкети до сега. Колку ќе биде, не знам, кои се вашите анализи, како стоите на терен, што мислите? Бидејќи ова особено ве прашувам бидејќи мислам дека и за аналитичарите, и за јавноста, и за луѓето со кои вака зборуваме и делиме ставови, левица е најголема енигма на следните избори. Па вака ние едно немаме пракса да ги правиме тие анкети, и второ немаме толку ни средства, зашто тие анкети се многу слаби. Ние играме на начин на инстинкт, како да ви кажам, го опипуваме пулсот на народот и по нашите проценки ние ќе имаме двоцифрен број на пратеници. Само ќе видиме колку, ќе видите, ќе има и местинки, и крадење и сето тоа. Значи над 10? Над 10. Од 10 нагоре, апсолутно не се случило во македонската политичка историја од 91 наваму. Партија од два пратеника да скокне на 10 или над 10, тоа не се случило никогаш. Максимум скокнала на 5 и потоа од 5 на 7 и толку. Кога ќе ги споредите буџетите кои што левица ги има на изборите, само карикиран 2021 имавме 60.000 евра буџет, наспроти десетици милиони на големите партии, ќе видите дека можеме да се увериме дека фактички зборуваме за автентична структура, за структура позади која не стојат финансиери и која како да кажа, машки се бори тука во наместен процес и пак на крајот излегува како победник и ние на 8 мај ќе излеземе победник и сега. Мислам дека ви представува пречка изборниот модел како и на сите други условно кажано помали партии, бидејќи поради Донтовиот модел, пропорционалниот и поради изборните единици каде што зависи концентрацијата на гласови, тоа претпоставам дека ќе ви биде предизвик во освојувањето на пратеници, се разбира. Да, иако сега веќе не толку, сега ние веќе најмногу пречи моделот за да влезеш во парламентот. Тука е најголемиот проблем, веќе од кој ќе влезеш, ако растеш, веќе не е до толку проблем. Иако, нели, тоа беше едно од најбитните точки во програмата на СДСМ, кога дојде на власт, видовте дека нема
ни сила, ни желба тоа да го избутка, зборам за една изборна единица. Да. И тоа е како е, да ви кажам, ние ќе се бориме до крај, системот е неправеден, ама пак ќе кажам, ќе победим. Имате ли одредено до сега носители на листи, пратеници, имате ли таква подготовка? Правите ли? Да, апсолутно правиме подготовка. Веќе мислам дека сме при крај со тој дел, само што едноставно не сме ги објавили уште, ама ги објавивме, едино председател Тапасиев кажа дека ќе биде, што беше и очигледно дека ќе биде носител во изборна единица 1. Претпоставам дека како и кај другите политички партии имате ли притисок, лобирање од луѓе кои сакаат да бидат пратеници, особено на места натрешно? Натрешно, да, се разбира, особено на места каде што е очекувано дека ќе освоите пратеник, каде што е сигурна работата, ајде да речеме. Имате ли такви? Па лобирање, како да ви кажам, кај нас секако со сите мани пошто се работи, нели, кога се работи за структура составена од луѓе, едно ќе се прават грешки, кај нас во левица владее меритократија. Кај нас ќе се цени верноста према партијата, дисциплината, работата, искуството и сите тие ствари, така да кај нас малку подруги правила на игра има. Во однос на претседателските избори, некако ми се чини дека се немате изјаснето по тоа прашање. Ќе имате ли кандидат? Си имаме изјаснето, ама можеби не во оваа блокада на... Да. Немало толкав одек во јавноста. Ке имаме кандидат, апсолутно, кандидатот е одбран, ние веќе работиме со него, само свечено ќе го соопштиме, веќе кажам во вашата телевизија, сега на пресконференција на 7 февруари. Значи на 7 февруари ќе го откриеме нашиот кандидат. Ќе го откриете, да, па некако бидејќи останатите партии се уште не ги кажуваат своите кандидати, само ние еве како медиуми шпекулираме, изнесуваме неофицијални информации, можеби ќе бидете и први. Не знам, ако до тогаш не излезат. Ние најверојатно ќе бидеме и први, да, ќе ме предност пред другите. Каков ќе биде вашиот настап на изборите? Имате ли за тоа стратегија самостојно ќе одите ли во коалиција? Вака, ние тоа повеќе пати сме го кажале, дел од нашиот статут, значи ние дури да сакаме да идеме со некого во коалиција пред избори, не можеме, а не сакаме. Председател Тапасиев има истакнато, мислиме дека тоа треба да стане и како дел од уставот, фактички да не можат партиите предизборно да коалицираат. Работата е да излезете на политичкиот пазар, да се види кој колку вреди, а постизборни коалиции, да, така да ние идеме сами, секојаш идеме сами, затоа што сме уникатна политичка партија. Да, тоа е едно од прашањата која се... Постизбори ќе видиме. Да, ќе продолжиме, за ова сакам за тие предизборни коалиции да ве потпрашам, бидејќи тоа е едно од прашањата кои секогаш се наметнуваат во сите анализи. Гледаме дека големите партии создаваат едни блокови, широки блокови, каде што влегуваат партии кои најчесто не можат ни да се пререгистрираат, па големите партии им помагаат да соберат гласови. Знаеме како функционира тоа, луѓе партии, ајде да речеме. Да. Но зошто им користат? Јас секогаш сум се прашувал, еве, кој е користен, на пример, од партии кои немаат никаква политичка тежина, ви стојат само на хартија. Кој е поентата на сето тоа? Па мислам дека од една страна да, ама од друга страна па и имаат некоја политичка тежина, колку толку тие структури фактички да не се расплинуваат гласовите, ако ме разбирате. И тие луѓе имаат и роднини и пријатели. Зборот ми е дека обично, еве сега ќе видите, таква нова партија е Максо, претходно беше, да речеме, Солза, значи ќе се издигне и малку некоја маливе партии, и затоа што и тие структури на тие мали партии, за разлика од левица, тука левица ставам тотално како еден вид на спротивност, се по својата суштина опортунистички и веднаш се врзуваат фактички со големите, потоа постепено слабеат. Едниот момент е тоа што да, колку толку има некоја вредност, дури и 5000 гласа да се од 10 партии, 5000 гласа не се за подценување, а второ, сакаат да покажат еден вид на инклузивност, ме разбирате, као да имат широк фронт, па тука ги имате ВМРО, ДПМН и СДСМ со по 20 мали партии во нивните, знаете, тие се како локомотивата, малите партии се како вагоните, и онда ќе имате една турска партија со ВМРО ДПМН, една турска со СДСМ, една влашка таму, една влашка таму, една српска таму, една таму, една либерал-демократска, не знам како и да е наречена, таму, една ваму и така. И као се покажува дека као тука се работи за некој наводно поширок фронт, што всушност и не е така. Да, тоа е политичката стратегија. Интересно го спомнавте Максим Димитриевски, но сепак можам да кажам дека според анкетите неговата партија движење покажува некакви
коефициенти и проценти, што е интересно за како за нова партија. Ја ќе ви кажам еден момент, еве сега баш додека се возев навака на кај студиото, разговараме со возачот. Ја не им верувам на луѓе што до вчера биле дел од структурата на СДСМ или од структурата на големите партии, што прифаќале буквално се, како тој што го прифати Преспанскиот договор без проблем, и се разбудиле едно утро и решиле да станат патриоти. Значи, само СДСМ да му го дадеше на Максим местото да биде кандидат за градоначелник, сега тој ќе лупаше во тенџери и ќе бараше бугарите да влезат во уставот. Таа партија ќе биде еден вид на амортизер, што ќе треба да ги собере незадоволните гласови од СДСМ, да не идат во левици, потоа ќе се приклони најверојатно кон ВМРО ДПМН, а може и кон СДСМ, пошто таму не се работи за идеологија, него се работи за пазар. А тоа дека стои добро, јас мислам дека тоа е исто избустано, како да кажам, вештачки, за да дојде еден вид на контратежа на левица, што апсолутно не е така, како сте забележали, дури мислам дека беше сите анкетари кога го спомнуваа Максо и левица не ставаа заедно, што е апсолутно неточно. Апсолутно имаме диаметрално спротивни идеологии. Зошто? Зошто не става заедно? Еден вид да се направи конфузија во гласачкото тело, како наводно дека дел од отпорот се левица и Максо, а не е така, дел од отпорот е само левица, ова другото е дел се од естаблишментот. И кога ќе кажат, нели, они 12 пратеника левица, не ставаат заедно, а всушност се работи за дали еден пратеник од Максо, 11 левица. Така да тие моменти. У суштина тоа сакам да кажам, неговото гостување во Бугарија беше неверојатно избустано, додека еве ние сме блокирани од скоро сите телевизии, голема благодарност еве. Уште вие, уште неколку што останавте медиуми кои што не каните. Тука ви јасно ви кажува дека позади него стои естаблишментот, додека ние буквално се бориме против естаблишментот. Така да тоа е. Да, во однос на тоа неколку пати сугерирате еве во текот на разговорот во однос на анкетите. Како да не им верувате на анкетите? Тоа го зборувате други, всушност тоа не сте сами по тоа прашање, дека тие анкети всушност не го испитуваат, туку го креираат јавното мислење, дека тоа им е целта. Мислите ли дека тоа го прават? Апсолутно тоа го прават, само што не можат да ги фалсификуваат целосно резултатите, затоа што ако промашат премногу, онда ќе се изгуби довербата, па тие анкетари нема да добиваат веќе работа. Инаку што, мислам и 2020 ни дава, некој од анкетарите ни дава 1%, некој ни дава 0,3%, а ние освоивме 4,5%, мислам. Така да, вие кога ќе ги чуете лидерите на другите партии или анкетарите, кога ќе кажат 10-12 пратеника, знаете дека се плюс 3 до 5. Да, но никого не му е во корист да ја кажува реалната бројка на левица или па да ја качува, што значи сега ако сте забележале, последно после овој отпорот кој што го прживме со брнието против тоа насилие на Џефери, мислам дека прагот веќе е кренат и дека сите даваат од 10 нагоре. Иако онака неволно, ама очигледно на теренот ситуацијата е така. Во поглед на тие анкети, доколку се вратиме во минатото и во блиско и во подалечно минато, сме имале разни ситуации, сме имале некогаш анкети кои биле многу, ајде да речеме, блиску до точниот резултат по тоа, но сме имали катастрофални промашувања, толку далечни проценти, неверојатни, но се чини дека потоа нема ниту одговорност, се продолжува како да не било, луѓето забораваат и повторно потоа им веруваат на истите бројки. Некако како да имаме многу кратка меморија. Па затоа што мислам дека тие структури се одржувани од политичките партии и баш за тоа што викате, значи се користат за креирање на јавно мислење и тогаш имаш фактички интерес да ги одржуваш. Така да од тој аспект мислам дека е тоа што имаме кратка меморија, за жал да, иако мислам дека полека македонскиот народ се освестува, се надам дека таа кратка меморија еве да се надоврзам, нема да се случи еве околу наводниот отпор на ВМРО ДПМН против Џефери како премиер, кога истите тие го гласа, да не речем и Павле Трајанов кој што гласаше као против, истите тие го имат гласано за министер за одбрана. Значи зборуваме за човек што бил у структурите на УЧК, човек кој што наредувал да се убиваат македонски војници или можеби убивал и сам, само за неколку години беше онака глатко изгласан за министер за одбрана, од наводно силната
влада на ВМРО ДПМН, наводно силни од Груевски, така од Груев силни, всушност тие го ставија нешто што е недозволиво у друга држава. Значи вие да ставите таков човек кој сте имале некоја си ќе кажам квази граѓанска војна, уствари тоа беше напад од Косово. Како очекувате после тие безбедносни служби да се борат? Значи тоа е понижување и онака буквално уништување на моралот на нашите безбедносни служби, што мислам дека фактички е и намерно. Тука се гледа немоќта фактички да се справат и СДСМ и ВМРО ДПМН со ДУИ, и ако забележите отпор, всушност тој отпор е само фарса, тој е театар. Интересно е, сега кога веќе го коментирате, ова мене ми е најинтересен ставот на ВМРО ДПМН или политичката реторика, каде што сега го нарекува Талат Џафери дезертер. Вела дезертерот Талат Џафери. Тие го гласаат дезертерот министер за одбрана, да. Значи, дали бил дезертер тогаш или сега? За жал дел од народот мислам дека тој момент нема баш да го сватат како што треба и да сватат за која хипокризија се работи, но мислам дека огромен дел, значи растот на левица едноставно кажува дека народот се освестува, дека веќе не паѓа на старите финти и дека полека се буди и сака да пружи отпор. Вие пред малку кажавте дека одите сами сигурно на избори, дека се можни постизборни коалиции, се разбира. Ајде да ве прашам прво поинтересното прашање. Има ли опција за постизборна коалиција со СДСМ? Најверојатно не, ама јас вака ќе ви кажам, ние имаме разговарано за овие моменти во партијата, значи ние планираме да преговараме принципиелно. Обично преговорите се позади затворени врати, затоа што тоа се многу овој валкани сделки. Ние нема да преговараме за тендери, за да добиеме некои функционерски места и така натаму. Ние ќе преговараме за принципи и за политички барања. Крикирам, ќе имаме листа со 10 барања, и онда ќе ја ставиме на маса со политички барања, кои што ќе бидат од политички бенефит да има оваа држава, до некои големи криминалци да завршат у затвор, до некои социјални, економски, образовни, здравствени и други реформи на кои што ќе инсистираме, и тогаш ќе видиме која од партиите, од поголемите партии ќе исполни најмногу, па потоа ќе видиме дали тоа е прифатливо за нас. И тоа го повеќе пати го има истакнато и претседателот Тапасиев. Не една од првите точки, можеби првата, ќе биде и апсолутно процесуирање на кривичните пријави на Талат Џафери. Но според сите, ајде да речем, мораме да ги спомнеме анкетите, иако не им верувате, постои некоја конзистентност во нив, а тоа е дека во албанскиот блок, ајде да речеме, ДУИ води, и дека повеќе од известно е дека тие би биле дел од некоја една влада. Дали со ВМРО ДПМН, бидејќи самиот констатиравте дека постои некакво кокетирање помеѓу тие партии, точно. Дали со ВМРО ДПМН или во некаква друга комбинација каде што повторно бил СДСМ, значи вие доколку преговарате за влада, многу е веројатно дека ДУИ ќе биде на истата маса. Па ќе видиме, имате еден момент кај што гледате дека до некаде се заговара и широка коалиција. Тоа мислам дека Западот го сака. Широка коалиција во првите неколку месеци од новиот мандат да ги стави бугарите уставот, но се гледа дека уште не се знае со односот со пратеници, па тоа е како едната варијанта. Втората би била само ВМРО ДПМН и ДУИ да си фактички да си прават влада, третата би била ВМРО ДПМН да ги избегне ДУИ да ја земе албанската опозиција, тоа исто зависи колку албанската опозиција ќе има. И четврта варијанта ви е таа на СДСМ, каде што тие и вака се живо дадоа и продадоа, сега се спремни, буквално нема да имаат ни премиера, не знам, таква една констелација, дали ќе имаат и министри, планираат сите албански партии да ги стават на купче и заедно со СДСМ, крстејќи се дека не се потонати премногу, некако на мускули да извадат над 61 и онда фактички таква влада се формира. Тоа е единствената шанса некако СДСМ да остане на власт, така да гледате има повеќе овој варијанти. Ќе видиме, ние не отстапуваме, значи јас тоа сакам и гледачите убаво да го видат како карикирам, чисто зборуваме нели за Талат Џафери. Јас убаво се сеќам на почетокот кога УЧК се претвори фактички во ДУИ и СДСМ, а и ВМРО ДПМН има онака како изрека, нема да коалицираме со терористите, така? Да. Ево ги коалицираа со терористите. Левица нема одстапено од своите принципи. Значи, тоа е
и суштинската разлика. Ние не правиме компромис со суштинските принципи. И дуи да е на маса и на дуи ќе им го ставиме на маса тој документ. Како да ви кажам, после ќе видиме. Не знам, може ќе опуштат низ вода, ќе видиме. Многу ми навелат левица мора да дојде на власт за да видат граѓаните дали се навистина искрени или и тие продаваат политичка хипокризија. Па не, земете само дека во 40 општини имаме советници, во многу од нив зависело мнозинство. Плюс во собранието на почетокот Заев имаше 26 пратеника, што значи му требаше поголема стабилност. Мислите дека ние немавме прилика тука у наводници како жаргонски да се продадеме? Мислите дека не бара ни таму ни ваму и ние останавме доследни на принципите. Така да ја ги разбирам граѓаните дека да, лажени се 30 години и сакаат малку поголема сигурност. Не им веруваат на политичарите. Да, дека не им веруваат, ама јас се надевам дека гледаат дека во тие ни ситуации ние останавме доследни и сега нема тоа ништо да се разликува после овие избори. Единствено што ќе имаме многу повеќе пратеници. Она што го кажате пред малку во однос на таква некаква може би широка влада после избори. Да, тие анализи постојат, такви информации излегува неколку пати до сега и во медиумите се разбира неофицијално, се со цел за да поминат уставните измени. Се гледате ли дел како таква влада може? Доколку од вас се побара поддршка за такво нешто, да? Не, никако нема шанси. Во тој случај само левица би била опозиција во парламент. Значи, апсолутно нема шанси. Тоа ви е исклучено, значи таа опција. Да, поисклучено не може да биде, да. А во однос на коалицирање со ВМРО ДПМН, тука мислам дека работите може би се појасни, иако вие имате прилично остри препокувања со ВМРО ДПМН често, вашиот председател особено, господинот Апасиев, па има некогаш некои пишувања кои некои ги сметаат и за навредливи кон ВМРО ДПМН, но сепак кога беше оној обид за составување на ново парламентарно мнозинство, сепак ги видовме на иста маса, тогаш, значи, видовме дека се обидоа да состават мнозинство, значи, тука го направивте потегот, па така многу ми навела дека можеби, доколку правите коалиција, многу поблиска ви опцијата со ВМРО ДПМН. Видите, ние настапуваме принципелно, тоа значи секогаш, без разлика што условно земено, ВМРО ДПМН се опозиција, ние ќе ги напаѓаме и нив, и ДУИ, и СДСМ, и сите други, кога ги напаѓаме принципелно, кога прават криминал, кога кршат принципи во собранието, кога кршат закони, устав и така натаму и така натаму. Значи тука нема пардон за никого. Тоа меѓу другото ние сме уникатни, а од друга страна околу таа нели тој обид за составување ново парламентарно мнозинство, ај кажете што требаше фактички левица да направи во ситуација кога од нас зависеше мнозинството. Ако ние не го ставевме нашиот подпис таму, ќе му го продолжевме, нели, не успеа, ама зборам, теоретски требаше ние да бидеме, да му го продолжиме политичкиот живот на Зоран Заев. Дали ме сваќате? Значи не може секогаш чинот на прифаќање на да се влезе во таа во таа собиранка за да доеме до 61, целта беше јасна да се бутне Зоран Заев. И после требаше да идеме на избори и да видиме дали ме сваќате. Според мене тоа не да не е кршење на принципите, него напротив е баш држење до принципите, само што ете, нели, така можеби фактички изгледа од страна. Да, ајде мала дегресија само, што се случи со таа казната за собранието за тогаш вашето, како што некој вела, девење на собраниската говорница, имаше прилично голема, драстична казна, ме се чини. Јас не знам како може секојдневно кршење на уставот и законите, забранување на референдум на македонскиот народ, ставање закони, декларации, резолуции во фиока, фрлање илјадници на мандмани, што е уставно право на пратеник, да не е дивење, а дивење е 4 скршени монитори. И сега ќе ви кажам, мати е смешно, влегов тука у студиото, имавме 10 на 15 минути овај време и ги прашав вашите техничари колку ви овој тука главниот монитор, што сега баш буквално гледам во него, и логито ми рекоа меѓу 50 и 100 евра. За 4 скршени монитори или 5 оштетени, ајде нека се, и некој микрофон таму, тие после нивното вештачење тврдеа дека се работи за 9600 евра. Сега, сметка не ни е пратена. Ние рековме, ние ќе платиме сметката, затоа што нели тоа се пари на народ, но нема да плаќаме глупости
тамо на нивните измислени вештачења, него ќе си ја платиме реалната сума и бараме да ни стигне сметка, потоа ние ќе пуштиме наши вештаци и ќе даеме проценка. Нашата предпоставка е дека затоа што видите кога ќе ја пратат сметката, они треба спецификација да има оштетен монитор толку и треба да стои набавната цена. Да не се изненадиме дека монитори од 100 евра се 1000 или 1500 евра. Тоа е нашата предпоставка дека ние преку нашиот отпор во собранието фактички на дуи на дивењето, не се работеше за наше дивење, ние откривме уште поголем криминал и таа сметка не е испорачена и јас мислам дека нема ни да биде испорачена. Да. Добро, за крај, она што е вечна политичка тема, тоа се евроинтеграциите, тие се дефинитивно закочени со невнесувањето на бугарите во Уставот, што е дел од барањата на преговарачката рамка. Не гледаме дека тука веќе тоа не се не зборува премногу, освен во некои анализи, можеби со таа нели широка влада, но немаме конкретно ништо. Што понатаму, бидејќи сепак сите до сега и анкети и анализи кажуваат дека 70-80% од граѓаните сакаат во Европската унија. Па можеби 70 до 80 сакаат да влезат во ЕУ, но исто 70 до 80 не сакаат да се менува уставот и да има бугари во устав. Значи луѓето, мислам дека најголемиот дел граѓани го имаат ставот што го држи принципијално левица, а тоа е да, сакаме во ЕУ, но не по секоја цена. Прво Македонија, после ЕУ. Не можеме да загубиме Македонија по патот кон ЕУ. И ако ЕУ, за некого е мајка, за некого маќа, сега мене баш ми текнува скоро, нели имаше, тоа е една брутална уцена до Унгарија, што е незино право да стави вето на помошта кон Украина, на позадни канали се заканиле на унгарската делегација дека буквално ќе им ја уништат економијата ако се дрзнат да помислат да стават вето на помошта на Украина, меѓу кои се 5 милиарди евра, мислам дека воена помош. Ме сваќате? Што значи ЕУ има механизми да дури и ветото да го избегне, но очигледно нема механизми за Македонија. Прво, нели преку НАТО, заради НАТО отиде името и идентитетот го изгубивме, станавме северно македонци, а сега заради ЕУ треба фактички да се бугаризираме, така да тоа е фактички. Добро, ова се познати политички ставови, да. Но сепак повторно се враќаме на прашањето, немаме план како понатаму кон Европска унија. Имаме ли план? Ќе видиме, значи бидејќи сме заглавени, очигледно. Тој договор е апсолутно неприфатлив и тој договор нашата влада не смееше да го прифати, посебно не смееше да прифати нешто за кое што собранието врзано, што е тешка глупост, значи прифаќаат нешто кога немаат ни мнозинство. Така да ние сме против тоа мора да се ревидира, да се прекине друга рамка и така. И пак ќе речам до тие што викаат нели дека нема рамка, дека не може, се може. Еве видите го примерот со Унгарија. Значи се може, може они да се заканат, може и принципи да кршат, се може ако сака ЕУ, она вистински принципијално да прими Македонија, ќе најде начин, верувате, ќе најде начин. Работата е што едно се нашите политичари страшно неверојатно неспособни и го даваат на западот и тоа што не им се бара буквално, ја ставаат орле-зорле онака насила државата без алтернатива за буквално да мораме и вакви работи да прифаќаме. Само да отвориме преговори кога мислиш дека буквално сме на вратите на ЕУ, а ние зборуваме само за отварање преговори. Еве Украина отвори преговори, исто. Значи ево ти исто колку е нели ЕУ принципијално и гледам бенефит има до плафон во Украина. Ме сакате што ми е зборот? За обично отварање преговори ние треба државата да жртвуваме, тоа е апсолутно недозволиво. Да. Добро, господине Крмов, ви благодарам и за ова интервју. Ви благодарам и на вас. Ова беше Борислав Крмов, пратеник на Левица, ги анализиравме сите политички случувања. Вас, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и до вербата. Останете со програмата на телевизија 24.